Главни виновници за хаосот со личните документи не е никој друг туку екс-премиерот Ковачевски и неговиот министер за внатрешни работи Спасовски. Токму тие допред само еден месец лажеа и го доведоа во заблуда народот дека не мора да се брза со менување на личните документи освен пасошите, иако знаеа дека се направени измени на законите и дека возачките дозволи без терминот северна нема да важат. Тие велеа дека без потреба се кревало паника и дека документите ќе си важат. Прво има неколку типови на лични документи, оние кои што се за внатрешна употреба тие ќе важат, например личните карти. А пасошите не се вадат заради институциите, туку се вадат за да граѓаните можат да патуваат. Бидејќи вие со пасош патувате надвор. Истиот став го повтори Ковачевски 4 дена подоцна, па дури тогаш прецизираше дека и возачките ќе важат по 12 февруари. Личната карта и со Република Македонија на неа таа се користи за внатрешна употреба. Возачката дозвола за да возите во нашата држава се користи пак за внатрешна употреба. Сличен беше и ставот на поранешниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски. Тој на 17 јануари ни порача дека рокот 12 февруари важел само за пасошите. Таков рок имаме во патните исправи, заради тоа што директно е поврзано со случувањето на Преспанскиот договор и практично во тој дел ќе имаме, односно треба да дојде до промената на патните исправи. Ова актуелна состојба не требаше да има, барем според она што беше ветувано од владата пред речиси 6 години. Тогашниот портпарол на владата, предводена од Заев Миле Бошњаковски, кажа дека нема да има импликации врз буџетот на обичните луѓе, односно сите лични документи ќе се менувале кога ќе истече нивната важност. Нема да има во еден ден да се менуваат сите патни исправи, туку која патна исправа како и завршува и стекува рокот, ќе се менува. Што значи тие трошоци по однос на патните исправи ќе бидат во насока на редовните трошоци за вадење на патни исправи кои што ги имаат граѓаните на Република Македонија. За сите други трошоци во моментов се прави анализа, постои можност истите да бидат спакувани на начин на кој што граѓаните на Република Македонија нема да почувствуваат никаков дополнителен трошок. Инаку поради Преспанскиот договор од полноќ нема да биде можно да ја напуштите државата без пасош или лична карта на која го нема новото име на државата.